и Горан Ѓорѓоновски, кој што поранеше ракометен репрезентативец, но и координатор на проектот Ракомет за секоја дете, проект посветен на децата и младите. Добро утро, добро ни дојдовте. Добро утро на двајцата, ви благодарам на поканата. Ја не сум прв пат. Да. Ама секојаш е така. Јануари Секојаш е прв пат. Да, и да почеток. Али јануари за мене е таков, да. Гостувам доста, така да. Така. Се надевам ќе го задржиме вниманието на гледачите. Да, верувам дека ќе биде така, интересни теми со сама различни, Роберт, од различни професии. Еве, Горан, со вас ќе почнеме, го најавив и проектот Ракомет за секоја дете. За каков проект станува збор, да им објасниме на гледачите? Па добро, проектот Ракомет за секоја дете е наменет за деца кои што се на возраст, да речеме, од 5-6 години до 12. Тоа е возраст кај што децата преку нашата школа за ракомет, затоа што самиот проект е составен од 3 сегменти: школа за ракомет, јуниор куп, тоа е турнирски систем на надпревари во мини ракомет за тие деца кои што тренираат во нашата школа, и ракометниот камп кој што секој јули сега веќе се одржува во Охрид како крај на годината. Секој од тие проекти си има своја филозофија на делување, своја мисија, да речам, и така да децата кои што се до 12 години, кои што потоа одат во некаква селекција, односно пионерска селекција, ние, знаеме да кажеме кај нас дека сме расадник, дека ги се трудиме децата да влезат во сала и да ги направат првите чекори во ракометот, во спортот воопшто. Иако нормално самиот тренинг, самиот спорт нема една димензија само, нормално не е тука само ракометот, децата покрај ракометот кој што го, да речам, од првите години помалку го е застапен во самиот тренажен процес, како тие одат нагоре со возраста е се позастапен и се обуката во однос на ракометот е поголема. Има и социјална нишка во однос на тоа дека децата се социализираат, развиваат и психофизички способности, затоа што некои способности кај човекот, кај децата се развиваат до одредена возраст. И така да тоа е во однос на школата за ракомет, кај што работат исклучиво професори по физичка култура. Ние сме застапени во Скопје и во Велес во моментов со наши школи. Зошто викам се работат професори по физичка култура? Затоа што тоа се деца на осетлива возраст, на чувствителна возраст, да речам, и нив ракометот не е второстепен, но е, знам да кажам, ја помалку важен во ние првите години. Во првите години е многу важно тие да и педагошкиот пристап према нив, и она што е многу важно, а тоа е за овие новите генерации да ги задржиме во сала, затоа што и тоа е голем предизвик. Од друга страна, самиот, да речам, јуниор куп како турнирски систем на надпревари на децата во нашата школа има па филозофија на тоа што децата научиле, тие самите деца да се подготвуваат како за официјални надпревари, затоа што децата играат надпревари на тренинг, но ова е нешто што е официјално, да кажам, за нив. Доаѓаат нивните семејства, ги гледаат, значи оние пеперутки во стомак кои што треба да ги имаат, она возбуда, се со цел ние да, пак ќе кажам, да ја задржиме интересот кај децата и нормално дружењето, затоа што се работи за голем број на деца. Значи ние пред Нова година имавме новогодишен турнир кај што поделивме 330 пакетчи, значи тоа се деца од различни делови на Скопје, од Велес, различен пол, различна возраст, со различни навики, значи по секоја, но поентата па на тоа е дека тука сме сите исти и тоа и треба да ги учиме сите децата. Така да и на крај нормално кампот како со многу поенти во своето, да речам, во својата структура, од тие најмалите кои што треба да ги учиме како треба да се грижат за себе, за собата, дисциплина на према оброци и така натаму, до оние најголемите кои што имаат 14, 15, 16 години, кои што работат индивидуален тренинг и доаѓаат, веќе тие се инфицирани со ракомет и тие доаѓаат за надградба, зашто се задолжени не само тренери од нашата школа, него тренери од Македонија, но и тренери од надвор. Така, кои се најкритичните години кога децата се откажуваат, некаде се на крстопат да продолжат со ракометот како професионалци или како хоби? Добро, тоа е индивидуално е, но
Генерално јас спомнав и претходно, прво голем предизвик на оваа генерација, која што е родена со технологија, Така, што е дискутирано многу пати од многу постучни луѓе од мене, во однос на зборам на психолози и така натаму. Прво многу потешко е сега да ги донесеме децата во сала, затоа што има многу други различни, да речам, занимации, да. Така. Тука важна улога играат родителите, кои што треба да бидат свесни дека од најмала возраст тие се тие што ќе им дадат можност на децата да пробаат било каков спорт. Не збориме тука сега за ракометот само како спорт, него треба да го откријат афинитетот кај детето, што тоа дете со што сака да се занимава, затоа што на запад, да речем во западна Европа, во северна Европа, кај што имаме доста гости на кампот и како учесници и како тренери, од нив нели учиме во некој сегмент или нели комуницираме и ги добиваме информации дека не постои дете кое што не се занимава со спорт. Збориме за возраст до некоја 14-15 година, кога се развива детето од секој аспект. Така да првенствено, значи, многу потешко влегуваат, затоа тука се родителите кои што треба да им дадат можност да ги пробаат спортовите, но паралелно со тоа и самите родители да го практикуваат спортот, да им дадат можност не само во систем на тренирање, како што е нашата школа или било која школа од било кој спорт, него и надвор во надворешни услови, но и да го следат спортот, затоа што детето учи за спортот и преку родителот. За жал, времето знаеме какво е, колку е брзо и колку е, да речам, различно од претходно. Многу помалку родителите следат, особено локален спорт, што исто така е една тема која што е широка, затоа што ние сега многу повеќе следиме некој спорт кој што е надвор, а не домашниот спорт. И децата, ние кога растевме, имавме идоли на вистина локални идоли. Не збориме локални идоли во Струга, од кај што потекнувам ја, кои што стварно ние ги гледавме нив како ракометни идоли, него и Битола како една инстанца за наш како Стужани. Тоаш беше нели ракометот и сега е таму на високо ниво. Мислам дека и медиумите имаат удел тука, кој што тоа е исто така тема, поддршката на медиумите. И сега кога веќе детето влезе во спортот, во тренажен процес, многу е важно да биде адаптиран тренажниот процес на возраста, затоа што имаме деца кои што се супер малечки, кои што од ракомет не се уште дојдени, но треба да развиваат други способности. Потоа доаѓаат надпреварите, ова што го зборевме за јуниор куп, за да држиш тензија и да имаш интерес, и онаа прекашни, сега да скратам за да не ја должам работата, оние прекашни години се кога децата одат од кај нас во пионери, нова средина, колку учествуваат во игра, кој тренер таму ги пречекува, со какви квалитети, и како краен, како еден друг период, тоа е кога детето веќе ќе стане свесно дали може да се занимава со оваа дејност, затоа што ова е веќе дејност, спортот е дејност. Збориме професионален, вие спомнавте, за професионален спорт вие треба да имате и услови, но и треба не секој дете да биде професионален спорт. Тоа не значи дека секој дете треба да биде професионален спортист со сила или затоа што родителот има амбиција или тоа дете. Значи свесност дека тоа дете е за да биде во професионален спорт, може да екзистира од тоа, или не може, што не е ништо страшно, затоа што сето тоа што го добило од спортот изминатите години е нешто квалитетно што ќе му помогне да се занимава со други дејности. Така да тие се некоја 13-14 година се многу сериозни и оние веќе 17-18 кога треба да се префали во онај сениорски раком. Така да тие се тие возрасти кај што децата многу често и ради тренерите и ради условите во кои што работат, а овие деца знаат многу повеќе од нас на нивна возраст, многу повеќе бараат од нас како луѓе на наша возраст, така да од тој аспект многу е потешко во моментот да одржите дете во спорт и тоа тука ќе завршам, тоа треба да им биде главна поента на родителите, јас тоа многу често кажувам, до 16-17 година да остане во спортот и затоа ние викаме со секој родител што комуницирам, ние не произведуваме репрезентативци во школата. Тоа е исто така една стартна позиција лоша и према родителите и према децата, ставаме некои очекувања, после кои што на родителите им даваат поинаков поглед
кои што тие им го прават како притисок во иднина. Така да ние не произведуваме, ние произведуваме само сакаме здрави личности. Од тоа море на деца некој и ќе се профилира во некој сериозен спортист, репрезентативец, интернационалец. Така, неисцрпна тема. Има многу многу се теми зборува за чепнавме спортот, сега, за децата, за родителите кои што ете и вие сте поранешен ракометар, ако имате дете па сакате тоа да биде ракометар, ама тоа не покажува афинитети, тука Јас само сакам има... да биде во спортот. Зборевме и со Роберт сега малку нели пред да почне емисијата. Моето дете има доста активности во текот на денот, затоа што секое дете што ќе остане дома без никаква задача, знаеме зашто се фаќа прво, потоа крив е системот, криво е времето. Колку повеќе му даваме обврска, толку повеќе тоа дете нема да има простор да се занимава со нели телефони и социјални мрежи и така натаму. Така. Горан, го споменавме спортот, колку на лицата со посебни потреби им се дава можност да бидат дел од, ева конкретно ракометот. Ние како школа сме имали искуство и имаме се уште искуство. Значи мислам дека и годинава имаме деца со кои што имаат, сега не знам дали ќе се изразам добро или навистина не сум стручен, значи со некои поблаги форми на попреченост, благодарам. Секако до онаа мера каде што самото дете може да слуша, да извршува наредби и да биде конструктивно, да кажам, во однос на групата. Значи сме имале и не само што сме имале деца, него сме имали и добри резултати во однос на тие деца, затоа што како што спомна и Бојан, така беше Бојан? Бојан. Извинувам, затоа што спомна и Бојан, значи го слушав внимателно и нели секоја чест и за општина Карпош и за нив како луѓе. Родителите само бараат тоа дете како да се интегрира, да биде барем колку што е можно поеднакво со другите. Така да сме имале и ние сме не само отворени за соработка за тоа, него сме отворени за соработка и со сите здруженија кои што имаат потреба од помош во однос на овој дел, како група, да направиме нешто, затоа што тие како стручњаци работат во еден дел, ние можеме да помогнеме, еве користам ова прилика, на сите здруженија од ваков тип, слободно да не контактираат, ние ќе најдеме начин да на децата им го прикажеме што значи тренингот, што значи ќе им дадеме можност да бидат активни и не само тоа да биде инцидент, него во иднина доколку најдеме модус, а ако сакаме ќе најдеме, да биде тоа и нешто што е систематски, може би не одобен како школата што работи по 2 или 3 пати неделно, но еднаш неделно можеме да најдеме модус и ние како школа сме спремни, како проект сме спремни да се посветиме, затоа што некако сите сме свесни за тоа што го преживуваат тие деца, но особено и тие родители, кои што спомна Бојан дека бараат малку оддишка и бараат и приватен живот малку. Значи ние треба тука да сите да имаме малку повисока свест но и да превземеме нешто. Така да имаме ситуации на деца во повеќе општини, не само, значи пошто и делуваме во повеќе општини во Скопје, имаме ситуации иако имаме па и родители кои ќе прашаат, ќе го донесат детето, но потоа детето не доаѓа на тренинг, иако може да биде дел од групата. Тука не можам јас да кажам кои се проблемите, зошто тоа е така. Можам да кажам дека и добар дел од тие деца се ослободени од плаќање чланарина кај нас, без наставно овие ранливи категории, тоа секако имаме и соработка еве со Кисела вода веќе години, сите ранливи категории доаѓаат кај нас, пак ќе кажам, ние сме дошле во ситуација да имаме еден проект за кој што јас сум особено горд, без разлика кој како играл ракомет, не играл ракомет, бил на некое ниво. Ова е нешто што мене ми е посебна гордост затоа што е нешто што е направено за некои на тие што доаѓаат, што треба да како викаме тие сиднината, но посебно сум горд затоа што имаме свест и имам свест за тоа дека не секој може. И еве и во тој домен и во тој сегмент
ги повикувам сите родители кои што немаат можност слободно да ме најдат на преку социјални медиуми и ќе бидат дел од ова што ние го работиме, затоа што никое дете не смее да остане надвор од процес заради причини кои што не се поврзани со желба негова или така натаму. Така да, значи, навистина се трудам јас, а и луѓето што работиме во рамките на нашите можности, па и малку повеќе. Еве сега и од лани воведовме еден турнир кој што е, да кажам, хуманитарен, за жал беше за ДНК, кој што нели знаеме и Панчо во меѓувреме почина, нареден јуни сега, значи кога ќе заврши школската година или при крај, повторно ќе правиме. Дали тоа ќе биде наменето за некоја ранлива категорија, дали ќе биде наменето за развој па на школи во внатрешноста, кој што исто така голем проблем, со кој што ја сум запознаен, сакал нечел во комуникација со луѓето надвор, кои што ми бараат помош да отворат школа, и тоа можеме и така да го работиме, за тоа што некој дете таму во некој град во внатрешноста чека да се отвори школа. Ние не знаеме каде е тој потенцијал, не знаеме каде, не само како потенцијал него, не знаеме зошто тие деца да бидатускратени. Еве ние имавме европско првенство сега, напливот на деца е секогаш голем. Значи, она што го спомна ти со медиумите, ракометот беше сериозно присутен овие денови на телевизија, што преку емисии, што преку надпревари. Значи, веднаш вие имате 30-40 деца кои што ќе се јават, значи не недостасува интерес, недостасува запознавање. Так. Друга тема е запознавање преку основното образование и во во самата програма на образованието, но и преку дополнителни наставни значи дополнителни активности кои што треба и нашите најголеми звезди и нашите најдобри тренери, едукатори да им го прикажат. Јас имам нормално контакт со децата затоа што одам и во школото кај ќерка ми да ги запознам децата со ракомет кога ми дозволуваат, кога тоа е возможно. И гледам колку тие дел од нив колку не се запознаени, што не е добро. Јас зборувам за ракомет, исто важи за се. Вие можете дете кое што има афинитет за кошарка, фудбал, не зборам за талент, зборам за афинитет, да вие го држите во ракомет со сила. Зборам како спорт, општо, без разлика што сум тука дојден. Кој да. Така да, тука морамо повеќе да размислиме како ние да го доближиме спортот до нив, затоа што сме преоптеретени на професионален спорт, кој што е добар, окей, се тоа е супер. Треба во професионалниот спорт излегуваат оние луѓе кои што треба да бидат примери, кои што треба да бидат идоли и да ги стимулираат децата. Но најважен е онај спортот што е долу во базата, затоа што тука е масовноста и тука се тие квалитети кои што ги носи спортот за себе, за детето кое што утре играл, не играл спорт или се бавил сериозно со спорт. Така. Еве на горам фотографиите се подготвени да го видиме проектот Ракомет за секое дете. Еве ги децата кои тренираат ракомет. Да, момчина, девојчина, ова е во Велес, со еден прекрасен професор Златко Стојковски. Горан, може да се пријавуваат, не ве прашав, уписите се во тек, завршени се? имаме единици, имаме школи каде што и општини, еве да кажам, во Карпош, значи од декември месец веќе не примаме деца за жал, затоа што капацитетот е тој. Ние имаме 3 групи на деца во Карпош, поделени се според возраст, што е многу важно да се напомене, затоа што многу често се случува во нашиот спорт да деца тренираат заедно на одредена возраст која што нема никаков ефект и никаков квалитет. Да. И тука не е проблем само што родителите се во заблуда донесени кога тренираат деца од 8 и 12 години или од 6 до 12 години заедно, а се во тотално различна психофизичка состојба и третманот, ајде да кажам, према тие деца е различен и треба да биде различен, него се носиме она најлошото што ни го дало искуството е дека децата најчесто доколку имаат афинитет, значи зборам доколку имаат афинитет, а се откажале од ракометот како спорт, е затоа што или се ставени во средина во која што се многу доминантни, се поголеми од другите деца и бегаат од сала, или се во ситуација да бидат инфериорни,
се многу мали во однос на другите деца, тие не сваќаат дека другото дете е 3 години поголемо од него 4, а тоа е на нивна возраст огромна разлика и тие се носат во ситуација да стекнат едно впечаток дека тие ништо не знаат, дека тие не се добри и така натаму, што не кореспондира со реалната состојба затоа што тренираат со поголеми деца. Ова го кажувам затоа што нели праксата ни го покажала тоа и многу внимаваме и затоа се трудиме во секоја општина да имаме некаква линија на движење нормална, а тоа е деца од 6 до 8, 9, 10 и 11 до 13 години. Работат различно, работат на различни развој на различни сегменти и меѓу себе се со возраста тука некаде за да може тренингот да има некаков ефект. Така да и гледаат и гледачите фотографиите од сега овде две работи што ги спомна професорот исто се и кај нас важни. Значи условите во кои што работат децата ние треба да се трудиме да бидат подобри. Затоа што ајде овие деца работат во школски сали, генерално се топли, иако ракометот можам да кажам е хендикепиран во однос на другите спортови, особено кошарката и одбојката, затоа што спортските сали за жал кога се граделе, а и ден денес се градат, не се градат по стандарди за ракомета, тоа е 40/20. И потоа овие големите групи кои што се 12-13 години, кога ќе се префалат на голем терен, имаат проблем со адаптација. Тоа е може една порака за тоа што во идни на Министерството за спорт, Министерството за образование ќе го прави. Значи, тие 35 метри на 32-34 метри да дојдат до некој 40, затоа што нас не е важно. И тоа има исто така многу ме праша ти на почетокот кога е критичен период кога се откажуваат. Ние ако имаме сега 300 над 300 деца и секоја година 30-40 деца се веќе на возраст да треба да ја напуштат школата, вие треба од другата страна да имате адекватни услови, сали, тренери, клубови кои што ќе ги прифатат, но не да ги прифатат во ситуација да биде тоа да има премногу деца на тренинг. Затоа што пак ќе кажам, ние сега ќе ги оставиме децата во рацете на клубовите, кој ќе ги пречека, ние немаме таму немаме влијание, но она што е многу поважно, ако тоа дете кој ќе оди таму не продолжи да учествува во тренингот адекватно и уште поважно, не продолжи да игра над превари адекватно со своја генерација, вие на краток период од 3 месеци ќе го изгубите тоа дете. Тоа дете било тука 4-5 години и сега во рок од 3 месеци тоа губи интерес и почнува и родителите да, условно, грубо да кажам, да ги лаже дека ради нешто друго се откажало, а тоа се чувствува неконкурентно, односно не игра доволно. Много е важно да спортуваат децата, да закружиме нели поентата без разлика какви се условите. Така да само кажам, тие се работи дека праксата, тоа што збориме над преварите, како и кај професорот е многу важна. И условите, средината во која што работи е многу важна. И исклучително се важни тренерите до 16 години, а ние во моментов како држава, како регион, сериозно ги имаме подценето. Тоа треба да се смени, колку и да звучи ова како критика, ние мора да станеме свесни дека тие се исклучително важни. Ви благодарам што бевте наши гости. Верувам дека имате уште многу што да зборувате, но ќе ве поканиме повторно во емисијата на Здраво Македонија, така што благодарност од мене што бевте дел од утринската емисија.